Останува неизвестно дали од утре приватните специјализанти ќе го прекинат штрајкот. Владата им дала ново ветување дека на утрешната владина седница ќе одлучува дали ќе им потпише гаранција за повисоки плати. Докторите се надеваат дека ќе се изнеде решение. Тие потенцираат дека изборниот процес не е пречка за исполнување на нивните барања. Ние направивме неколку консултации со одредени правници, меѓу кои Сдруженијето на млади правници, во кои што како понудена солуција која што понудивме на влада беше да се обратиме до антикорупцијска комисија со цел да таа го произнесе својот став во однос на покачувањата. Финалниот заклучок од оваа средба беше дека утре на вонредна, односно или редовна, седница на влада ќе бидат произнесени заклучоците, пошто министерот за здравство ќе произлезе со дефинитивна изјава и став. Клиничкиот центар Мајка Тереза денеска функционира со преполовени лекарски тимови поради штрајкот на приватните специјализанти. Незадоволството на повеќе од 400 млади доктори е огромно. Тие велат дека во знак на револт нема да прегледуваат и лекуваат пациенти, ниту пак ќе дежураат. Но ова алармантна состојба во најголемиот клинички центар министерот за здравство не го загрижува. На ваков радикален чекор приватните специјализанти се одлучиле бидејќи покрај 6-месечните континуирани барања за поголема плата од речиси минималните 26.000 денари. Властите немале слух. Работат без здравствено осигурување, а платените дежурства им доцнат 4 до 5 месеци. Според министерот за здравство, барањата на специјализантите се со политичка позадина, но сепак после изборите ќе се изборел за нивните барања. На една голема разлика од до 2017 не примеа никакви примања, има 0 примања. Сегашните примања не велам дека се задоволни, така? Јас сакам да бидат нивелизирани со примањата на еден специјализант кој е запослен во јавна здравствена институција, но за тоа треба буџет и ребучитирање кое не може сега да се оствари пред изборите. Во државата има околу 1000 приватни специјализанти, од кои 400 специјализираат и работат на клинички.